Добре дојде најнапред Никола во студиото на телевизија Нова. Генерално, кое е твоето мислење? Колку посветуваат внимание нашите политичари, зборувам за сите, не само за оние кои ги селектиравме денес да ги коментираш, колку внимаваат на стајлингот? Моја генерална оценка е дека со текот на годините некако стајлингот или грижата за изгледот преку облеката и модните додатоци оди напред, што е за поздравување, затоа што на некој начин политичарите сватија која е моќта на визуелното пред гласачкото тело. Меѓутоа, од друга страна, нормално, ние денеска ќе говориме само за еден мал сегмент во визуелното, другото го ставаме на други луѓе да го коментираат. Па јас предлагам да започнеме. Се надевам фотографиите се веќе подготвени, нека не ни забележуваат гледачите или било кој друг за редоследот, сосема е случаен, не е пождрепкано, не е ни намерен, но мора да се почне од некаде, нели? Па почнуваме со ред. Што би кажале вие за стајлингот на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски? Генерално во по-официјалните пригоди тој најчесто облекува облека која што не излегува од границите на очекуваното, што е за поздравување, затоа што станува збор за добро стокмени одела, нема премногу експерименти во боите со вратоврските или во дезените, што исто така одела впечаток на, да речеме, достоинствен господин кој што ја има таа функција. Најчесто мотивите на вратоврските се ситни или дискретни, што исто така е добро. Меѓутоа и како и другите политичари во помалку формалните пригоди знаат да се облече во помалку формална облека, она што условно би го нарекле casual облека, нели? Так. И тоа за мене се најдобри оние варијанти кога станува збор за понеутралните бои или да речеме во зимските варијанти кога знае да облече некоја спортска јакна. Так. Продолжуваме со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Режија фотографиите, да, еве имаме и фотографија. Што би кажале за овој аутфит? Овој конкретен аутфит припаѓаше на некоја помалку формална нели варијанта. Меѓутоа, кај Зоран Заев треба да кажам дека исто така како и во претходниот случај кај господинот Груевски, некако облекувањето е на слична линија. Може би има разлики, да речеме, во боите на вратоврските, на изборот на дезените, меѓутоа и понатаму сме во, да речеме, рамките на она што е достоинствено, официјално облекување на сериозен политичар. Во некои помалку формални пригоди го имам видено без вратоврски или да речеме со обични секојдневни кошули. Така, продолжуваме со Стево Пендаровски. Некако кај него ми изгледа некако многу успешен спој на некоја природна харизма и на изборот на облеката. Некако знае добро да ја носи и таа поспортска варијанта, посекојдневна варијанта и она што е одело. Оделата се доста свежи. Мислам, боите се повторно неутрални, меѓутоа сепак целиот пакет делува многу свежо. Так. Во оној неофицијален разговор го издвои Никола Поповски како политичар кој ти оставил најдобар впечаток во поглед на облекувањето. Зошто? Па затоа што мислам дека постојано води голема сметка за тоа како е облечен во сите јавни настапи. Кај него мислам дека неам видено нити едно промашување во изборот на облеката, без разлика дали станува збор за тие официјални пригоди или пак за помалку официјалните. Секогаш се оделата одлично скроени. Дава по некаков интересен микс помеѓу младешка енергија и елегантното. Знае да избере, како во овој случај, многу убави модни додатоци, како што се шаловите, со интересни дизајни.
Меѓутоа, во дел од неговите одела има и суптилни доработки кои што се видливи, да речеме, во шавовите на самите палта, во типот на копчиња кои што се употребени и затоа генералниот впечаток ми е дека навистина се издвојува по својот личен стил. Кај него веќе можеме да зборуваме и за личен стил, да. А ако веќе зборуваме дека некој се издвојува по стајлингот, дефинитивно не смееме да го заобиколиме Амди Бајр. Се надевам фотографијата е подготвена, можеме да ја погледнеме, а верувам дека го погледна и гледачите. Да. Што би кажале вие за овој стајлинг? Конкретно на првата фотографија, на што го видовме. Иако по дефиниција мојата професија би подразбирала исчекори и кршење на одредени стереотипи, сепак не треба да заборавиме дека зборуваме за политика, која што подразбира одредени норми во облекувањето. Неам проблем со бундите, особено ако се од вештачко крзно направени ради заштитата на животните. Меѓутоа, мислам дека ова беше сепак претерано. Не знам дали е намерно направено за да привлече внимание. Затоа што навистина... А тоа добро му оди на Амди Бајрам, дефинитивно. Социјалните мрежи беа преокупирани со неговиот изглед, дури се правеа шеги или со фотошопирање на можните варијанти на бундата. Така. И оно на што вие модните дизајнери обично алудирате е дека треба сепак пријатно да се чувствуваме во облеката што ја носиме пред и над се. Колку на овие не само на овие што ги погледнавме, например, што ги извоивме за денеска за оваа емисија, туку генерално. Колку се соодветни самите одела, облеката на карактерите на политичарите? Затоа што постојат типови на машка облека која што е да речеме прилагодена на политичарите како професија. Иако знаеме примери од европските парламенти каде што, да речеме, представници на зелените знаат помалку формално да се облекуваат дури на седниците на парламентите, сепак границата за изразување е релативно мала, така да пред се гледа во софистицираноста на кројот, деталите, убавите јаки, вратоврските. Примерот, да речеме, кај Никола Поповски беше и во големото внимание што го посветува дури и на копчињата украсни за кошулите. Така да не зборуваме за некој екстремен тренд, туку секако дека треба да стане збор за облека која што е прилагодена, нели, на самата фигура, меѓутоа и да го остави тој впечаток пред публиката. Да не се почувствуваат дамите дискриминирани, ќе дојдат и тие наред во секој случај. Дали можеме да кажеме дека Доналд Трамп може да им позавиди на нашите политичари кога е во прашање облекувањето, стајлингот, аутфитот, како сакат? Можеби ќе биде пристрасно и помалку дури парадоксално со оглед на финансиската моќ на новиот американски претседател, меѓутоа јас дури и во... Вкусот не се купува со пари, дефинитивно. Да, во периодот додека траеше кампањата претседателска таму, постојано кога ќе го видев, ме зачудуваше како е можно со толку пари да има толку лошо скроени одела. Значи, најголемиот дел од нашите политичари имаат одела кои што многу подобро прилегаат на нивната физичка конституција.